Представници од јавното претпријатие за државни патишта и консултантски куќи денес со објаснување за засегнатите страни кои имаат имот за експроприација, а се однесува за изградбата на патот А4 Штип-Радовиш. Постапката за експроприација започнува од кај нас, од кај јавното претпријатие за државни патишта, бидејќи откако ние целокупната документација ќе ја добиеме, а тоа е проектот за инфраструктура, потоа геодетскиот елаборат за експроприација, процените кои што се веќе при крај, значи се изработени од страна на овластени проценителски друштва, тоа е во конкретниот случај Бирото за судски вештачења, значи и она што треба вие да знаете дека сето тоа што ви се наоѓа на вашата парцела, катастарска парцела, која што ќе биде предмет на експроприација. Значи, независно дали се работи за насади, за посеви, за шуми, за што и да е, значи сето тоа ќе биде предмет на експроприација и ќе биде проценето од страна на Бирото за судски вештачења. Експресниот пат Штип-Радовиш ја опфаќа делницата од Долани до Радовиш. Предмет на ова делница е од делницата од 7-миот километар до 37-миот километар, или кажано од Долани до Радовиш. Предвидено е патот да биде на ниво на експресен пат со ширина на ленти 2 по 3,5 метри и плюс по 2 ленти зауставни со ширина од по 2 метри, значи вкупна ширина 11,4 метри. Поголеми отстапки за изградбата на експресниот пат А4 Штип-Радовиш нема, но ќе бидат изработени сите клучни елементи по европски стандарди. Нема некои големи отстапки, се движи во граници од 50 метри и кај Бучим некаде околу 100 метри има отстапки. На самата траса проектирани се 3 денивелирани патни јазли, и тоа кај Долани, кај спојот со патот за Неготино и кај Бучим. Со тоа се обезбедува врска на постојниот пат со експресниот, со ново проектираниот пат. Со изградбата на експресниот пат А4 Штип-Радовиш во многу ќе се растерети сообраќајот, а времето за стигнување од Штип до Радовиш ќе биде скратено.